Езеро кое што се соочува со една еколошка катастрофа. Добар ден на сите и добре дојдовте во уште едно видео во кое што патуваме со тачето. Веќе сме средината на месец ноември, период кога денот е многу пократок, а исто така и температурите се доста пониски во однос на летото. Тоа значи дека веќе во овој период турите се скратуваат, односно радиусот на патување се намалува. Па така јас денес одлучив да одам во селото Претор на брегот на Преспанското езеро во Преспанскиот регион. Езерото кое што се соочува со една еколошка катастрофа во последните години. Значи тргам од тука од Битола, одам преку превојот Ѓавато кон селото Претор и потоа на враќање доколку имам време ќе го посетам и езерото Ротино кое што во овој период не би требало да има многу вода, но сепак ќе видам и ќе проверам. Езерото Ротино иначе едно прекрасно езеро во Македонија, езеро за кое што имам посебно видео направено, ќе ви го ставам линкот во дескрипција, односно во опис на ова видео, така да ќе можете да го погледнете. Но најубаво е во пролет кога се околу него е зелено, езерото е полно со вода, а во позадина го гледате врвот на Баба планина, односно врвот Пелистер. Тука сум сега се уште во Битола, не сум излезен. А од Битола до Претор има некаде околу 30 километри, 35 максимум. Ова е излезот на Битола кон Охрид кај бензиската Лукойл и тука веќе започнувам со искачување на планинскиот превој Ѓавато. Пристигнуваме на местото каде што се дели патот. Десно за градот Ресен, право за Претор, а исто така треба да одите право и доколку сакате да одите за Охрид преку Националниот парк Галичица. И тука фактички одам јас право, односно лево малце завртувам, можеме да кажеме, кон селото Претор. Истиот овој пат кон Претор, доколку продолжите со возење, ве носи и до местото викано Маркова нога. Тоа е всушност најјужната точка на Република Македонија и таму моментално се работи на изградба на еден граничен премин кој треба според владата да се отвори до 2027 година. Дали навистина ќе се отвори до 2027 година останува само да видиме, но доколку се отвори ќе биде и навистина убаво, бидејќи ќе може да се прави едно убаво патување околу Преспанското езеро и со тоа во едно патување да се видат и брегот на Преспанското езеро од Македонија, и брегот од Грција, и брегот од страна на Албанија. Иначе месец ноември веќе жолтите бои ги нема толку како што беа присутни пред околу 2 недели, сега е веќе претежно една гријава боја. Имам едно видео снимено за низ Националниот парк Галичица до Охрид, но не знам, не ни започнав да го едитирам, бидејќи сватив дека нешто камерата не ми сними како што треба, но треба убаво да ги разгледам снимките, може би се прави едно видео. И во тоа видео е снимено во пикот на жолтата боја за овој временски период. Значи се е жолто и до Националниот парк Галичица и низ Националниот парк Галичица. А тука поминувам низ селото Подмочани. Тоа е едно од селата со посмешни имења во Македонија и има навистина едно интересно име. Од левата страна е Националниот парк Пелистер и Баба планина, а од десната веќе помалку можам да го видам Преспанското езеро, а после Преспанското езеро се наоѓа Националниот парк Галичица. Значи овде се наоѓаат 2 од 4 национални паркови во Македонија и се еден спроти друг.
Пред мен има два моторџи од Охрид. Преге ме претекна, а сега пред нив има полициско возило и претпоставувам заради тоа не сакаат да претекнат и да возат побрзо. Но сепак тука веќе треба и да завртиме десно за во селото Претор, може би ти одат кон Претор. Значи доаѓате кај место каде што ќе имате табла за селото Асамати и тука завртувате десно за да одите во селото Претор. А тука лево доколку одите ќе одите кон местото Маркова нога, што ви кажував најјужната точка на Македонија. А попат таму ви се и селата Сливница, како и на крајот селото Долно Дупени. А овај преспански регион е најмногу познат во државата поради многуте јаволка, бидејќи се занимава со многу јаволка и сега овај период веќе е крајот на сезоната за берба на јаволката, меѓутоа оваа година нема многу род. Сега веќе сум многу поблиску до Преспанското езеро, сум во селото Претор и плажата на селото Претор. Овде иначе имате ресторан, не знам како се вика, но имате ресторан, можете и да јадите, можете и да пијате кафе. А гледам, забележав и доста коли дека има. Тоа беше Преспанското езеро. Езеро кое што се соочува со една еколошка катастрофа последните години, со тоа што има огромно намаление на нивото на вода, а исто така и на самата количина на вода што ја има езерото. Ова место Претор порано беше полно со туристи, ја се сеќавам малку кога бев, често доаѓавме со моите родители тука во Претор, значи имаше премногу луѓе и тука во Претор и на плажите во Сливница и во Долно Дупени. Но денес последните години бројот на туристи е премногу опаднат, а и веќе и со тоа што нивото на водата е многу намалено, веќе треба премногу да пешачите за да стигнете до одредено ниво каде што водата ќе ви биде до вратот. Дали тоа е причина за намаление на туризмот во овај регион или е нешто друго, еве кој знае повеќе нека стави во коментарите. Но тоа што ми кажуваат уште пред 30 години, уште повеќе луѓе доаѓале тука да се капат на Преспанското езеро. Водата, ја се сеќавам, од секогаш била тука потопла отколку во Охридското езеро, но исто така била и многу поматна отколку водата во Охридското езеро, која што е кристално чиста. Исто така нешто интересно е тоа што 50% од водата што се влева во Охридското езеро всушност доаѓа од Преспанското езеро.
Сега јас се враќам назад кон Битола, а попат планирам да застанам кај селото Ротино и да ја видам ситуацијата со Ротинското езеро. И дојде време да се исклучам јас од главниот пат Ресен Битола, за да се упатам кон селото Ротино. Веќе го гледам врвот Пелистер на Баба Планина и околу него забележувам доста снег. Веројатно ова е останат од првиот снег што падна во месец октомври и бидејќи оваа страна од планината е постојано во сенка, сигурно се уште се нема стопено. А кој знае, можеби има некој нов снег заврнато сега додека беа дождовите, сепак на таа надморска висина температурата е доста пониска. Влегувам во селото Ротино, тука завртувам десно. Како што ви кажав и на почетокот на ова видео, на мојот канал има посебно видео за езерото во Ротино, кое што е многу подетално за тоа како да стигнете до езерото. Исто така снимено е некаде во пролет кога се е зелено. Тука завртувате лево. Ќе го оставам линкот од тоа видео во опис на ова видео. И од тука натаму иначе имате неасфалтиран пат. Доколку доаѓате со кола, обична кола ниска, да речам фамилиарна, тука ќе си ја паркирате бидејќи нагоре теренот е многу полош. А доколку доаѓате со некој потеренско возило, можете и со возење да продолжите тука право. Нема многу за пешачење, 10 на минути дали има, 5 до 6 минути. Сепак има доста вода. Јас мислев празно дека е, но не е. Тоа е езерото Ротино. Јас видов на Инстаграм некаде пост од месец септември, значи езерото беше премногу празно, само на средина малку вода имаш. Но сега гледам многу е полно, веројатно како резултат на дождовите, како и снегот што заврна сепак што се топеше, веројатно и од тоа се наполна езерото. А тука негде јас во Ротино и ќе го одјавам ова видео. Доколку ви се допадна, притиснете на дугмето лайк и доколку веќе немате, притиснете на дугмето subscribe со цел да бидете известени за моето следно видео. А до тогаш останете поздравени и чувајте се.